наред се минутите за нашиот гостин, тема за здравство, поточно реформите кои што деновиве се многу актуелна тема, реформите во примарната здравствена заштита. На наше големо задоволство, ова утро наш гостин е доктор Злате Мехмедовиќ, координатор на целиот овој процес на реформи или трансформација, како што вие ги нарекувате. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Се радувам што и на нашиот медиум имаме можност еве вака од прва рака да проговориме. За жал нема да можеме да вклучиме гледачи, бидејќи многу важни информации имаме да исцрпиме и да ви ги дадеме информациите, но кога би можеле нашите гледачи, јас сум сигурна дека многу нешта би сакале да ве прашаат со оглед на тоа што и нашата публика се луѓе во трето доба кои што често пати гласно говорат за слабости во нашиот систем, особено во сето она кое што од 2004 година наваму не беше ништо променето. Ова е прва поголема реформа во примарната здравствена заштита од 2004. На кои слабости најмногу се потрудивте да поработите? Не се само граѓаните од трета доба, како што споменавте, засегнати со оваа трансформација на системот. Напротив, мислам дека системот сега се трансформира во систем кој што ќе биде систем што ќе предвидува на кој начин ќе се движат болестите, ќе ги скенира, ќе работи на промоција на здравјето, ќе работи на превенција на болести и тоа ќе биде базично основата на примарниот здравствен систем. Да имаме поздрава популација, работоспособна популација која што ќе има поквалитетни години на живот, која ќе биде во третото доба, да не биде оптеретена со хронични болести кои што за жал ги имаме многу, како што се хипертензија, хронична обструктивна белодробна болест, астма, хипотиреоза, дијабет, ги има и останати, меѓутоа овие се 5 на кои што се фокусиравме. Во наредниот период секако дека ќе ги отвориме темите за нови дијагнози кои што ќе можат тука да се вклучат, но во основа би сакал пресекот да биде ставен токму на тоа дека скринингот и превенцијата на болести заедно со промоцијата на здравјето ќе бидат многу важни за да имаме малку поздрава популација од она која што имаме сега во моментот. Видете, во моментот македонскиот просек на живот е негде околу 5 до 7 години, зависи дали се работи за мажи или за жени, под европскиот просек. Тоа значи дека нашите граѓани порано умираат, имаат повеќе болести со кои што се оптеретени. Нивниот живот во третата доба е многу понеквалитетен од оние кои што го имаат европските граѓани. Земајќи ги европските пракси на нашето поднебје во Македонија, можеме да кажеме дека на тој начин ќе ја пресликаме сликата за очекуваниот век на живот и кај нашите граѓани, кој што треба да биде подолг, но и за квалитетот на животот кој што го имаат граѓаните кога ќе ги достигнат тие веќе постари години на живот. Така. Ова е одлична информација да се знае и да се повторува постојано, да се подсетуваме колку е важна превенцијата на времената превенција. Што новитети нуди ова нова реформа, нова трансформација и со што се дополнително имаат матичните лекари можност да им помогнат на своите пациенти? Мислам дека матичните лекари, ја споменавте реформата 2004 година, која што всушност во склоп со она што се работеше со Фондот за здравствено осигурување стави одредени граници кај матичните лекари кои што не им дозволуваат да можат да постапуваат согласно едукацијата, односно факултетот кој што го имаат завршено и нивните специјализации, тоа се специјализациите по семејна медицина. Одредени компетенции, одредени ингеренции им беа одземени за едноставни дијагнози кои што сега ги враќаме повторно на примарна здравствена заштита, требаше да се упатува на секундарно, терцијерно ниво, на тој начин непотребно се шетаа пациентите во системот, се изложуваа на непотребни немедицински трошоци, да не зборуваме за медицинските трошоци, во моментите кога нема да можете да си ги дозволите немедицинските трошоци, тогаш ќе морате најверојатно терапијата да си ја платите во сопствен џеп или лабораториските анализи или другите испитувања. Тоа нема да го има повеќе со оваа трансформација на здравствениот систем. Сите оние базични услуги кои што може да се дадат на примарна здравствена заштита, согласно компетенциите, протоколите, клиничките патеки, индикаторите за квалитет, ќе бидат квалитетно, ефикасно и секогаш со емпатија дадени од стручни професионални работници во примарната здравствена заштита и тука нема да се фокусирам само на лекарите, затоа што улогата на сестрата исто така се зајакнува со трансформацијата на системот. Во делот на клиничките патеки точно се знае што работи сестрата, што работи лекарот. Ние тоа го велиме поделба на услугите помеѓу тимот на примарна здравствена заштита. Говоревме за тоа дека ќе има дополнителна сестра и ќе има дополнителна сестра која што ќе се грижи исклучиво за промоција на здравјето и превенција на болести,
но исто така ќе обезбедиме и дополнителен администратор, онамо каде што административниот товар е голем и каде што нема да можат матичните лекари и сестрите во тим да ги задоволат административните услуги кои што се поборувани од фондот, со цел да може да се фокусираат малку повеќе на пациентите. Така, колку беа ли вклучени матичните лекари во изодување на сите чекори додека дојдовте до финалните начини како ќе се спроведуваат, на кој начин ќе се воведуваат овие реформи, бидејќи ова е цел систем од нешта кои треба да се исполнуваат, така? Од првиот до последниот чекор, кој што го правевме во трансформацијата на овој систем, и сега во моментот матичните лекари се клучниот елемент. Матичните лекари и сестри, повторно ќе кажам, тоа е тим на примарна здравствена заштита, да се клучниот елемент кој што учествува во процесот на креирањето на трансформацијата, и тоа така и ќе остане. Тоа не може да биде поинаку. Мораме да ги имаме со нас главните стейкхолдери, главните актери во системот, кои што мораат секогаш да ни кажат кои се проблемите и од нив да произлезат решенијата за тоа како треба да биде на некој начин сетиран системот. Можевте да видите во текот на изминатата недела дека и од матичните лекари дојдоа пораки на поздравување на оваа трансформација на системот, затоа што во основа се работи за нешто што они го бараа веќе подолг временски период. А тоа е да бидат повеќе лекари и медицински сестри, помалку администратори. Најтешкиот проблем за секој матичен лекар и сестра е тоа што ќе треба низ системот, на мој термин, да пребаруваат каде да го препратат пациентот. Не постои систем во светот, да се разбереме, кој што може да обезбеди мини клинички центар со сите можни специјалности во едно мало место каде што имате една, да речеме, популација од 5 до 10.000 жители. Меѓутоа, светот свати дека системот кој што може да го направи достапен за таа популација е всушност преку групна пракса на повеќе матични лекари, семејни лекари, кои што ќе можат да даваат повеќе услуги токму за таа популација низ одредени компетенции за најчестите диагностички заболувања. И тоа е системот што го превземаме. Тоа е системот кој што, како што каже, функционира и во Европа и во светот, и кај нас ќе биде веројатно таков пресликан, квалитетен и ефикасен како што очекуваме. Така. Што се однесува до тие најчести хронични заболувања, значи од сега па натаму матичните лекари ќе можат директно тие да им ја препишуваат терапијата на своите пациенти. Тоа се неколку болести: дијабетесот, хипертензијата, хипотиреозата, ХОП и астма. Так. Да бидеме јасни, се работи за 5 најчесто препишувани лекови кои што се однесуваат на овие 5 диагнози. И тоа се лекови како што е лосертанот, како што е карведилолот, како што е флутиказонот, како што е левотироксинот и глукофажот. Во основа се работи за лекови кои што во текот на 2022 година биле препишани од специјалист и подигнати од аптеките во количина, слушајте добро, 3,5 милиони. Се работи за огромна количина на лекови, која што кога ќе ја ставите во контекст, ќе видите дека се работи всушност за непотребно упатување на пациентите на секундарно и терцијерно ниво. Не секој граѓанин во Македонија има можност да има специјалист блиску до својата врата, за да може брзо да си ја заврши работата, без при тоа да бидат засегнати неговите дневни обврски, потреби и така натаму. Затоа сега матичните лекари, овие 3,5 милиони лекови, кои што очекуваме и да пораснат како цифра, затоа што ќе бидат сега полесно достапни. Кога се полесно достапни, тогаш потребите на граѓаните полесно се задоволуваат и таа бројка ќе расне. Меѓутоа, тоа е во насока на тоа добро да се контролираат раните фази на болеста, со цел да немаме понатамошни компликации и во делот на хипертензија, дијабет, хипотиреоза и така натаму. Так. Дали во овој процес на трансформации или реформи, како сакате, е опфатено и некое можно ревидирање на позитивната листа на лекови? Секако, тоа е апсолутно дел од 5 најважни точки на оваа трансформација. Една од нив е ревидирање на позитивната листа на лекови. Знаете дека таа листа не беше ревидирана од 2008 година, речиси 15 години е ревидирана, и мора да се најдат и ќе се најдат нови лекови, иновативни лекови за сите овие диагнози кои што ви споменав, кои што ќе може да се користат и на ниво на примарна здравствена заштита, меѓутоа и на секундарно и на терцијерно ниво. Зошто е тоа важно? Затоа што, како што кажав, 15 години немаме нови иновативни лекови кои што ќе бидат без дополнителен товар, без дополнителен трошок дадени на граѓаните, но сега, секој октомври и секој април,
комисијата која што е состаната, односно која што е составена од Министерството за здравство со цел да може да ја разгледува оваа листа, ќе има состаноци во овој период, октомври и април, и во тој период практично ќе биде одлучено за тоа кои нови лекови ќе бидат ставени на листата. 2 пати годишно ќе имаме ревидирање на листата и таа листа ќе биде согласно европските препораки. Така, што доколку еве со сите овие нови реформи се случи зголемена фреквенција во амбулантите, ординациите кај ематичните лекари, па се создаде една гужва или еден хаос кој што дополнително може да стане проблем. Напротив, очекуваме да има намалување на гужвата. Ево кажав тоа неколку пати. Значи до сега кога ќе отидевте на ематичен лекар кој ќе требаше да ви се препише на пример лосартан или карведол, вие ќе требаше да добиете упат за секундарно ниво. Така, тоа значи дека ќе има гужва додека ги добиете упатите, после тоа ќе треба повторно да се вратите кај ематичниот лекар за да ви ја препише терапијата. Така да двете посети кои што беа на некој начин задолжителни, и тоа е само за едно препишување, доколку во текот на годината треба 2 пати тоа да го направите, тоа се 4 посети. Тоа ќе биде скратено на половина. Ќе отидете кај ематичен лекар, ќе ги направи истите процедури кои што ги правел до сега, ќе направи проценка за вашиот кардиоваскуларен ризик, ќе ви ја препише терапијата и ќе ја следи вашата состојба без да ве препраќа на лекар специјалист, без да бара во мој термин кога имате слободен термин, без да го одлага процесот на дијагностика и терапија. Так, колку голем процент од нашите ематични лекари се подготвени сега и веднаш да ја стартуваат целата ова реформа? Сите буквално до последен. Ја мислам дека нема ематичен лекар кој што нема да може да ги препишува овие лекови. Протоколите кои што ги споменува, согласно кои што се препишува терапијата, се излезени во службен весник уште од 10 август, така да беа достапни 10 на дена пред да ја најавиме реформата, негдека 15 на дена пред официјално да излезат во службен весник правилниците од Фондот за здравствено осигурување, кога и можеа да ги препишуваат лековите, а тоа беше минатата среда. Секој од нив е доволно компетентен и сега има помош од специјални алгоритми кои што се составени во составен дел на протоколите и каде што може да види точно кога, каде и како и за кој стадиум од болеста треба да препише соодветен лек. Така, на еден медиум пред неколку дена имавте гостување во кое ве слушав внимателно и кажавте дека има една голема бројка на недиагностицирани случаеви на дијабет и на лица со хипертензија. На што се должи сето тоа? Веројатно на делот на скринингот, затоа што кога имате добар скрининг, тогаш ја знаете точно и преваленцата на заболени во Македонија, меѓутоа со оглед на тоа што скринингот не беше точно дефиниран во протоколите како треба да се прави, беше согласно програмите од Министерството за здравство кои што се исто така стари и кои што треба да се ревидираат. Сега новиот начин на практикување на протоколите со помош на скринингот кој што е ставен како составен дел на тие протоколи, точно знаете кога треба да направите скрининг, што треба да направите во скринингот и како да одредите дали одреден пациент, да кажеме, ќе има некој атеросклеротичен несакан настан за период од 5 или 10 години. Тоа се повторно тие последни научни сознанија кои што ги имаме од медицината, имплементирани во протоколи кои што се применливи за примарна здравствена заштита. Бројките се навистина страшни. Ако сакаме да говориме за нив, еве според извештајот кој што го добивме и анализата која што ја направивме со помош на домашни и странски експерти од Светска банка, видовме дека се работи за бројка од регистрирани негде околу 130.000 пациенти по дијабет, кои што имаат дијабет. Меѓутоа се смета дека имаме нерегистрирани 120.000 дополнителни. Вкупната бројка, проценета на сите заболени од дијабет во Република Македонија е 250.000, ние имаме скрининг направено за 130.000 и тие се на терапија. Останатите се изложени на ризик поради високото ниво на шекер да развијат компликации. Дали ќе биде тоа ретинопатија, нефропатија, коронарни артериски болести или дијабетично стопало, ќе видиме. Зависи од тоа колкаво е нивото на шекерот, колку долго трае тој дијабет, колку време е недијагностициран, колку време не прима терапија пациентот и така натаму. Меѓутоа компликациите се страшни и тоа е нешто што сериозно ќе го оптовари секундарното и терцијерното здравство, доколку примарното здравство не си ја заврши својата работа. А имаме речиси двојна, значи 100% бројка од оние кои што се дијагностицирани во делот на недијагностицираните. За хипертензијата е малку поинаку, меѓутоа апсолутната бројка на преваленца на оние купно дијагностицирани со хипертензија е негде околу 410 до 420.000, а вкупната бројка се проценува на 530.000. Помала е бројката на оние кои што веројатно немаат направено скрининг, меѓутоа во апсолутни бројки кажав тоа се уште сериозни џебови во дијагностиката кои што фалат и кои што примарната здравствена заштита сега очекуваме да ги испорачува.
Јас посакувам навистина многу среќа и ова реформа навистина да го подобри. Секој сегмент каде што имаше со години се провлекуваа одредени слабости кои што навистина премногу немир и стрес предизвикуваа кај граѓаните. За време на пандемијата, особено во таа прва година додека светот па и ние сите поединечно не можевме да едноставно секој лесно не можеше да се снајде во сите тие промени, бевте силна поддршка на граѓаните, на луѓето. Колку го промени начинот на живење, начинот на третман, колку вас како здравствени работници ве научи целата таа една ситуација која за сите нас беше новина? Многу. Значи, искуството кое што го имавме од пандемијата е пред се травматично и е непроценливо во исто време, затоа што не бевме подготвени за еден таков удар, за таков патоген, не бевме свесни дека практично влегуваме во војна со микроорганизми. Знаете дека траеше 3 години, минатата година конечно е прогласена крај на кризата поврзана со COVID-19, меѓутоа искуствата кои што ги стекнавме во текот на таа ковид пандемија, прво и основно што не научи е дека мораме да ја заакнеме примарната здравствена заштита. И најпаметните земи тоа го направија во текот на пандемијата. Ние малку тоцниме. Меѓутоа, во текот на минатата година имавме сериозни дискусии во рамките на координативната група, надзорниот одбор што е за реформи во примарна здравствена заштита, и всушност тогаш беше одлучено дека треба да дадеме силен стимул на трансформацијата на системот и затоа еве денес гледаме како тој се случува. Не би сакале во иднина да имаме неподготвен здравствен систем. Знаете, често апелиравме дека матичните лекари се најмногу на удар кога е пандемијата, апелиравме да бидат во близок контакт со своите пациенти, да ги слушаат советите, да внимаваат на другите болести. Меѓутоа, со оглед на тоа што, како што кажав, имавме систем кој што е нереформиран од 2004 година, беше малку потешко да се управува со пандемијата и беше потешко за матичните лекари. Меѓутоа, овој нов систем верувам дека ќе донесе многу поподготвен во цело здравствен систем во Македонија. Верувам дека ќе биде така и посакувам вистина да се реализира секој чекор онака како што сте го замислиле во целиот тој процес. Многу среќа и трпение посакувам и на матичните лекари, ама и на пациентите, бидејќи и ние сите како пациенти треба навистина да знаеме дека не може се веднаш во еден момент да се заврши. Посакувам вистина превенцијата да биде на прво место кај граѓаните, кај секој еден кој што знае дека здравјето е најважно од се и секогаш треба да најдеме време за консултација, проверка, анализи и така натаму еден чекинг да направиме, барем 2 пати во годината, ако не почесто. Ви благодарам, доктор Мехмедовиќ, што бевте наш гостин ова утро и што ми разјаснивме многу повеќе информации поврзани со новите реформи за подобро, се разбира, на сите нас. Ви благодарам за поканата уште еднаш, за соработката и за можноста да можеме на граѓаните да ги објасниме. Ви благодарам и вам, и секогаш сме тука за да промовираме нови и убави нешта важни за здравјето и животот на нашата популација.